Поздрав, продолжуваме с емисiju за наше Куманово, а данаска наши ваш гостин е Костадиновиќ Слободан. У Куманово многу го викав Цобели Мар, стар рокер, што е истина, он ќе ни каже, али по оно што ја гледам, што сте донеле дека на стол, имате преко 1000 плочи или ја греш? Па, puno, се да не ги бројимо, puno има, puno. Се кажи ми, зашто ги чувате вие плочи? Мерак. Едноставно музику го многу сакам. И што и да се каже за музику, ја мислам дека су малку зборови, али музика е нешто што га човека пострекнуе да работи, да живи, исполнуе ga од младост, ја уште од малеца, од мали ноги, што кад сам живеел во Ландово, памту многу грамофон, радио с грамофон. Да. И тагашни тие некои кои са биле плоче, па ќе зему, ќе ги пуштам, значи од так потекнува некоја желја, некој мерак за тој музику, па после како детошљак, па тинеџер, па години, па све, па младост, па љубов, па едно, па друго, и сам го музику апсолутно засакаја. А дали сте како дете имале афинитет да поете, да свирите нешто? Па, можда и за поењата кои како дете, али многу сам сакаја кад сам бил млад да бидну, ама други су биле прилике бубњар. Тој ми се некога свиѓало у војску, кад сам бија, смо пробувале, тако и се соберемо, некоја музика ќе има, па да пробам, али едноставно не се била, сакам. Бубњеви се ми некако најјаки, најсилни. Најупечатливи. Да. Адреналин га дизел. Еве сега да почнеме прво од ваше детство. Да. Ова е ваша куќа у село Табановци. Да, тој ми е дедо покојни веќе. Кој беше така живот у село Табановци тие години? Па јас сам бија малецак, 2 години сам само живеел таму, после сам се преселиле, татко ми е бил родар у Валандово, таму сам и прво одделение заврши, имајте некоја слика од тој време. Па, како е бија така живот тој време? Сиромаштија? Па, сиромаштија да се каже. Ми смо 4 деца биле, една ми е сестра почината, али луѓе су ипак живеле, како и да е. Еве го оваа слика од Валандово. Таа е слика од Валандово. Прво одделение таму сам завршија. И учителка ми е, дај Боже да е жива, што чисто сумњам, Заха се е викала, многу памту тие работе. И другара од школство, Диме се вика, и ден денеске, мислим, каде отиду таму, кој е подмор, кој е вако, некој се видимо. А он живи во Валандово, Диме? Он живи во Валандово, таму држи тој приватна телевизија, ВТВ, што го вика Валандовска телевизија. Добро. И такој. Убави работи имате од Валандово, слика, да. една убава успомена. Еве овдека фотографија, веројатно сте виде. Тоа сум имаја можда 3-14 години, татко ми работеа у руднику Сасу, па таму ме водија едно 5-6 години на одмор по цел месец. Такој слика да не подсети како било на убави работи. Свака слика на убави работи подсетува, се разберемо. И такој. Али ете, ваш татко се на некој начин мучија, рударски занат е многу тежок. Да. Стварно е нешто ми е било стварно тежак. Јас сам бија и унутра кој што работеа у рудник таму, па со тие вошчиња, па ме мерак било да се возим, па и така е, тој се улаза с километар под земји ред. Каква е осеќај кога се легне у рудник? Моли? Каква е осеќај у рудник кога се легне? Па пишие прво кога се улаза сретно. Значи, со среќа си доле да се врати живи здрави. Иначе, осеќај такој буквално да го кажу ладан. Пошто е стварно ладното. Јас сам како дете тој осеќај такој на тај начин. Другачија су биле разбирања кога смо биле деца и слично. А мајка би што ја работала? Мајка ми е била домаќица, не е работала ништо она. Домаќица си е била, татко ми е работаја. Да. Он не школуваја, оженија, доваја, све поред и така е. Сега ова е веројатно слика од школа основно. Ова е слика од школа, да, тој е 7-8 одделение, основна, у Крсте ми Сирко сам учија, тој ми е била учителка дивна. Како беше школа, добро? Па не сам бија јак ученик, ама гураја сам се такој да цртање ми е многу ишло. Ликовно цртање. Од математику геометрија. Цртаја сам стварно супер. Што е право. Не е да се фалзали, се стварно цртаја. У тој време
професорка по математику покојна Десанка, па ќе земе тие цртежи, па призме направимо, па ово, па оно, па да ги покаже. Мене ме срам, знаеш, дете, не разбираш ништо, 6, 7, 8 делење. И ете, тој цртање, сак сваќам дека ми е некако дало упутство за занатите да имате после. Да, за дале да бидно тој што јесам, али види, човек каде е млад ги доживува работа, ама не ги суштински сваќа. И не само тој. Еве конкретно за музика. Мене ми е музика увек на прво, значи после ќе дојде све поред. И музика, и сви други работи у живот. Али мислам дека музика е голем покретач на снагу у човека за све нешто. Ја кога ќе работи нешто музика, ако свири, ја ми се чини у еден мах све направо. Тако ми дојде визуелно реч. Увек се представljam тако и ја го доживувам музику. Доживувам го музику. Овдека на слику имаш еден професор изгледа. Мите Поликовно. Да. Мите Поликовно. Мите. Мите, живе још мислам. Мислам дека е жив, Мите, да. Ја мислам дека е жив јоште. Па, ќе се тамо собира цртежи ово оно и мене ми ги земе сви. Сви ми ги земе цртежи. Нацртам ово оно. И он ги земе сви и ја погледнува, па ме дури срамота, дете, нешто. Али цртаја сам, да, Мите професор, тачно тој ги има на... Може ли кажеш теко на слику дека ако памтиш од овие луѓе? Па од овие луѓе на слику, еве го дека Зоран Желјка. Зоран Желјка, еве го овај Сладјано овдека, па овај Весна Димитриевска, у Скопје она се одаде, па Бранко Бољер у полиција работеше што се утепаса с пушку, не сакајки години и години и тако дале. Па Бранко Вшка што га вика смо па Драган Тодоровски, доктор на Лесковачка ли беше улица? Да. Он ми е школски. Интерниста мисли дека е? Изгледа такој нешто беше. Да, мисли дека интерниста. Такој. Еве га овдека овој такој ми е Борко и он млад такој умре. Панчо овој играше многу фудбал. Па Звонко овој овдека, ева га Звонко туја. Овој Мите професор кажамо, па еве го овај Добрила овој учителка беше она. Овај овдека. Учителка беше. И тоа е тој Тоа е тај генерација. Да, тај генерација од основна школа. Тој што е комо да... Еве сега е нова фотографија да го видиме. Ова исто од основна школа. Да. Учителка? Учителка дивна. Дивна. Каква беше учителка? Добра? Па добра беше, строгачка, па нормално, строга малку. У тој време тако е било. Тако е се било. По математику професорка што го спомна Десанка. Поготово за неслушање, некад не знаеш. Па кога ќе фати овдека, ќе те подигне, па те спусти, па шамарчики ово оно, али тако си е било тога. Да, по Илениличе, ударање, кој не слуша. Све, па по физику што ни предаваше Трајко Звер покојни, и он кога ќе дојде, па те овдека ушти, па те подигне, па те спусти, па ово, па оно. И кога ќе одговараш нешто, и он ќе кажеше, тако е. Оно врско не се говори, вика, повикаше селјаци на глас, да хватише мотки и почеше да млате. Он такој си беше. Али штосно беше с njega, никад не се има единицу по физику. Наочаре носеше и сега не знаеш дали ќе гледа у тебе, дали ќе гледа доле, и на мене дојде и ми вика, ќе припишуваш ли? Викам, јас си знам. Ако те фату, единица, ако не ме фатиш, сигурна двојка, може и тројка. Такој си беше тога у тој време. Ели сам успеваја. Еве сега овдека пишуе прво... Тој беше од средњу, тој се од војско, после ќе кажемо, чека по... Чека, ово од средњу, ово од гимназију ли е? Од гимназију, кад сам бија дал гимназију, после имате некој од беќарски, овој стику покажам, али... Еве го овој стику, чекај. Ова е една. Кам? Добро, тој кад си бија дете. Дете кад сам бија... Ајде видиме ова. Овај слика с пиле, фактички пиле, ја и данданас ќе сакам тој не е престанала таа желја каде мене, за животинка, такво нешто, и си чувам. На овој начин и на тој место сам ги сликаја и мои деца кад су биле помали. И ја 3-4 годинки, 5 да кажу. Имам слики и од нима. Фактички исто, се само време друго. Тоа е било пред 50 години, ово е и тамо и Косур, а и сегашно што има. Тоа е од детинство, кое што сам
живеа како мал. Сега у Табановце чувате ли нешто таму? Јас си седо тамо, чувам кокошчиња, мачиња имам две, кутре една имам сега и тако занимавамо се колку може. Што Сега овдека пред гимназија Гоце Делчев, овдека ви е веројатно ваш класан. Ја ќе покушам, нека стои слика, ја ќе читам. Сречко ли е тој Сречко? Лиле, Маријан, Бице, Деса, Звонко, Целе, Лиде Бела. Лиде Бела, тако пише, да. Да. Бела Дона имаше една... Шошана некоја. Па тој сам ја бија, на мене се насалав Шошана, имаше тако во сте група биле. Дахва тој време. Трифун. Да, све се тој од тега се Шошана. Мене сум викале по песми, тако и текнемо некога, само некои, не сви. Виолета е... Виолета Димковска, тагашниот презиме. Оливер Фриц е муж сега, ако ги знаеш, доле се. Да, Оливер Фриц у Агрокумана што работи. Беше у Искру, ми се чини оноко време. Она беше у Искру, да. Она уствари беше, да, така беше она, да. Па с тие А кој бија класан у гимназија? Тоа ако ми се чини дека е Сречко по историја. Да, Сречко по историја, до njega е керка му Лиле. А спомнага ти Маријан тај у Скопје, он е сега адвокат, па каде има смо овдека во овие ресторани преклани календарски беше тој изнајдемо се, само njega не мога да го познам, некако ми се променија. Па се видимо так с Перицу на овога буцата што држи кафану, брат, он у Канада отише, па тај Јагода Френки што го вика смо у Немачку, па тако се извидимо. Убаво успомена. Беше ни така исто веќе покојна Душка по географија у гимназију од школа. И тоа е исто слика. Ово е од гимназија? Да, исто од гимназија со тој слику се парира тај, па кој се насмејаето и па кој се... Тако е било. Такој времиња убави, посетување, фино. Ви после гимназија и техничку школу? После гимназија да техничко варено заврши. Две у гимназију, па после две у техничко, да, тамо заврши индустријски смер. Тамо како беше техничко, боја или? Па види боље, јас се преусмери на тој ванредно тој заврши, с луѓе све бива. Заврши, пошто ти викам, цртањето ми идеше и да направу нешто, по кој ни танеше бека кога знаев некој комшија ми е биел трети универзитет и па ќе се направи некој дел, што ја знам, винкла, чукче да се направи. Јас знаеш и да вару и донешке си работу с апарат. И он ме највише преферираше у тој практичен дел да се направи тој. А сви овие други другари што бесва, не се работале, али уз мене, покрај мене, тако и они, знаеш, промував се сви да пројдев, па такој си и било. И донеске ги памтимо тие врата што се правесва, ја ги прави да кажу и тако дали, и тој убави успомени со од овој. Тој е слика од другарството и Љупчо Кратовац у Скопје, се комшиви. Еве да ги покажеме другари Љупчо Кратовац и друг кој е на слика дека? Тој се викаше Диме Мисечини од Скопје, негов некој роѓак, али друже сме се. Тој е на споменик Костурницу. Да, 31-77 година. Да, тако пишуе тој 77, па ташто, кој пишуе? 77. 77, да, од тој време. Ташно пеќарски времиња, кад се мише и на занат. Сега да покажемо на наши гледачи едну слику. Ви сте учесник на задни след пред да умре Тито. Тито, да, покој. На стадион ЈНА. ЈНА тагашен, да. Тоа е било непоновливо. Кажи ми, како се биле припреме за след? Припреме за след, сак едно кратко сторија. Јас сам 79-то јануарска класа бија, значи овај период, виш како се коцке подреди да се каже нешто убаво. Јануарска класа, февруар, март, значи 2 месеца е било интензивно припремање. Војска цитера што цитера, па после тамо по пладне кое време по 2 сата вежбање, па се отидеше у Панчево, исто да се припремамо за след, голем град, големи стадиони и све. И имаше ги, само тоа е слика црно-бела, црвени и плави, за след што сме се припремали. И ќе вежбамо по 2 сата. И тој свак корак мора да се ухода с пушку, с знамиња, со све. И денес вклучувам тој плава мајца с бели тие поведици около и си пишуе тоа ЈНА тагашњо. И многу се добри припреми биле. Еден беше овој капетан и многу добар човек беше, он не припремаше за тие слетови, за тие работи. Па тој да се напише, видиш, сви тие работи што треба, овде пишуеше дрвар и слично. Овдека јас знам куде сам у овој ред. Ово е прв ред, ово е друг ред, овдека сам ја на ќоше, убаво памту, пошто знам у друг ред беше ја у плави.
У други ред. У други ред, прво настику убаво. Може ли кажеш прилike колку луѓе имало на след доле што се вежбале на стадион? Само војска или? Не, укупно све учесници. Па пуно маце, што да Над 2-3 сигурно. Како не има, па ми војска само колку сме биле. Луѓе пуно, али осмислено, направено, подредено под конаc. Може да замислиш како е било Тито горе на бину тамо, кој што си седеја. И ти стоиш, еве, сега збору, па се нежу, нешто мисли од узбуđење, од доживе, тој се работе фантастични, има што да се каже и имало што да се доживи. И оно кога ќе се каже, друже Тито, ми ти се конема и така дале, па пушку држиш, стварно, многу работа живот не може да се опише кои са истински унутра у човека као доживе. Разбираш, како доживе. Били бесте едини од Куманово или имаше и други некои? Од Куманово, сега ти кажу, Вршац, пошто прво беше Вршац, после у Ниш. Значи, тоа е било кога сам бил Вршац, тој годин, баш кога отиде во војска. Чека, не ли на стадиона ЈНА, овој? Да, ама јас сам војско служил Вршац, али со обрастване од неколку единице, па што викаш ти пуно и мало 2-3 па кои овие речи ги цивилни лица, тагашни девојке од школи и слично. Па не знам дали го чуваме ден данаске, кад бево на след, една такој дугачка, толку широчка на марама, и ја го од автобус зема на женско нешто. Како успева на тагашниот тој млад, 20 на година, толку такој. И па изгледа само ја беше од Куманово та го Вршац. Да, само ја беше од Куманово. После Ниш кад се друга тура, тој веќе друго беше, али од Куманово таму само ја беше. Али имаше многу другарство големо. Много големо другарство. Незаборавно. Незаборавно другарство. И ден данаски, па ево од војско имам ја другара именјака. Овде, еве го овде на овој слику поубаво се види. Еве ga. Овој десно што е, значи према екран десно, Драгичи и Слободан, овој сам ја, а овој е Владимир Лончарич од Винковци, он беше магационер. С ними контактираше се? Со овога не, а с njega и ден данес ќе се дружимо. С тога од Винковци? Не, со Слободан именјак. Од куде е он? Драгичевиќ. Он е од Тузлу, босански Србин, али другарчина, што да ти кажу, беше куде njega и се жену, и со сина поголема идемо, он сина кад жени. Па он од Тузлу ли живи сега? Сак живи у Зворник, српски, Зворник. пошто како бидна рат, цање, Да. за време рат добисва и Керку, али фала на Господа што вика останава си живи луѓе, па едно време малку ги изгубимо контакт баш пуцање кад беше. Али преко луѓе некој од Скопје отиде тамо случајно у тој Зворник и она чула жена му нагласак што сте, како сте, па ми сме из Скопје, а да не сте ово оно, па телефон број, па кад се чуемо, па отидемо каде njega, па дружба, па он доаѓа каде мене, па идемо. И сви се чуди тоа како ви вика после 40 години вика да се дружите. Па реко ми сме били јарани и другови и тако е. Добро, tego ЈНА стварно имало другарство. Да, ама пази, не само ја и он, и други сме останали. Виж, чак куде он, тамо што се вика 500.000 километра, да не кажу далеко, али останало е Ево, другарство. например, ја и ден данас кога ги памти од у ЈНА имаше ден од Житиште од Војводина што е био с мене. Да. Па од Београд, па имаше ден од Загреб, па еден Јоже Бизјак од Јесенице. Па еве Само не може ги контакт да направи. Ове Варјас Владимир, тој е било у Ниш. Заедно се скинamo u isti dom, пишуе позади каде тега. Значи пред 40 години, пред 40 години, април так се заедно сега да се сликамо, каже дружи 10 тамо, па бесмо водници ово оно што ја знам у војско и така дале. Ајде реко тоа е убава работа. Абе војска е била тај строга, али ред имало голем. Ред, да, ред. Па како е пишувалото, вика, добре дошли, па после други работи што си тера со војско и така дале, стварно е било другарство. Нема, јас се сеќам, искочимо надвор, јас сам бил Лјубјано војско, минус 5, минус 10, мора да вежбаш. Не, как нема врско тој ми. Па до пола, што се вика оној, по подкоша, па вежбање, па слетови, па све. Видиш, и тај војска е, као војска, голема школа за живот. За све нешто. Да нашиот свет млад, да тој осети, да видиш како другаши ќе се размишља и така дале, све нешто. И муха, тој, све нешто мука живот, али тој га искали човек, и за нас што сам мишља 2 години. И тај мука ми искалила, какав сам, такав сам да биде тој што сам. Јас се природно понашам с луѓе и другарење. И... А куде си бие на занат? Бумеранг, горе на автопут,
значи од дома до тамо 5 км пешки, Бог да го прости, мајстор што ми беше Санде Партиџан што го викав, син му Зоран Помодоро што го држи. Добро. Зоран Доки. Лазаревски, татко му е баш он, сам иша 2 години на занат, па види, јас си го прифати тој работа, он ми пружи руку, а ја тој прифати. Тој работа си го сакам и не ми е тешко, затоа што си сакаме сега тешко. Тешко е све нешто во живот, али мене ми се тој свиѓа тај работа, сакам го, со љубов го работу, пар се потрудува ако ништо друго. Има работа, нема се пожалиме. Само Лимарска работа е тешка. тешка, да, тој нема што. И висине, па ладно, па вруќо и тако дали, и тако дали. Еве го собе. Тоа е после војско е Веќе тој. почине да идеш у тие рокерски води или? Да, веќе и музику веќе што е пред војско, па ете тој го има Да. плоча. Секи ги Ако прокоментираме ќе го плоча. покажемо, тоа е после војско пишува тој 80 годину, 6 28 7. 7 месец. Тоа е сеќате кај 28 7. Беше у Приштини каде еднога беше ни на предвојничку у Панчево, од вршат тогашно време. Нели тој имаше и тој беше со задња генерација Така е. средња школа да идем на предвојничко. И ќе ги обучавамо, каже на мене, Пестаро, очиш да дојдеш, каже, код мене у Приштину, хоќу, реко. И тој е баш пред да појду код njega, па иде тамо едно 4-5 дана он кошарку тренираше. Убави дружби су били, останава фини работе. Тоа е на мој Зошто спомена своји сестри Гоги, Гоца. Гоца, извини. Гоца, да, покојна на Томета. На Томета Цану, Да. големога спортскog радника, да го поздравиме овој прилику. Да, покојна сестра, Бог да го прости, али тоа е живот и тоа е тој. Да. Така е. Томе Цана е многу дае за спорт у Куманово. Да. Ја викам, преферирам Цел свето живот да е- види кој да е, како е да е убави работе. Сега вдека дојде време малку да збориме за овие. Покажали ли Црка, Тоа е кад сам почнал на занат, 77. Тоа е за нас Па сега. да, почеток, тоа е било попшио и тоа е почеток, значи по овој период, баш овој период. Че сега да прашам. Кажи. Имало тешки моменти, викаш 5 километра одење, Сваки мука. ден, сваки ден. Дали си размислуваа да се откажеш или влекло те дека мора да Не. идеш напред? Има една енглеска као изрека и наше, што вика never give up, никад не се предавај. Ја ги такој преферирам работа во живот за све нешто. Само напред. Само напред, нема попуштање. Јас све карикирам во живот. Например, кад ме заболи нешто да кажу, боли, ама знам дека ќе пројде. Значи, еден оптимизам. Ветар дух. Да, па ја, руку кад повредував гипс, јас сам работаа и дале. Руку гипс, нога ме боли, дека ќе ми види муштерие, там, абе мајсторе, па како ќе работиш вика с гипс? Не бе викам јас, руку ќе работам. Али собе сега имаме еден проблем општо у друштво, што немamo мајстореве, траиш електричара 10 дена не може да најдеш, молера нема, лимар како тебе нема. Нема, ја ти кажи, не што ја Зашто работу, нема. у млади генерација некако не ќе идеја на занат? Што е проблем? Што е проблем? Па едноставно неќе. Боле вика дома ќе играм компјутер, Такој. Сакав паре. И сви сакамо пари, на сви не ги треба. Пара е призма кроз кој се доживljava сви задоволства. Ја такој размишлям. Па ќе го спомнам мајстор што ми е бија, кога ќе се видесме од тој време после занат, ја и после војско малку работа. Слободан ми име, знаеш, па Данчо ме вика, сон комшија ми беше тој, седеше у 12-ко. Вика, Данчо, па да се роду, па ќе фату занат, вика. Ја гледаме, ама не го сваќаш тој. Ама кад сега ја дојде на тој дереđe што вика народ, фала на Господа, занат, ја од тој обстанува, од тој живу, и само здравје нека има, друго се веќе се заработи. Здравје не може да го заработи, ама друго све. И ја го прифати тој, не ми е тешко никад било. У смисла на оној тешко као работа физичка, висина, временски услови, сланце јако, дувало, не дувало, па си се исеке, па што ја знам и ред други работи. сам не идеш на тие работи или имаш кој ти помага? Претежно да кажу, сам. Пошто нема и млади што го викнеш, он не мора да учи ако не сака да учи. Не можеш на човека да му дадеш, можеш да му земеш. Викнеш ги за пару да дојде, па неќе, па колку има работа, па дојден ќе завршимо или така да викам ти сакаш да земеш некој динар. Борба е таква, сурова. Борба. Сурова е борба во живот за све нешто. За жал ете, али заната некако каде нас не ќе млади деца. Не, тоа не знам што ќе бидне и дале, А полок си доваѓа време дека занат се многу ќе се плаќа.
Да, реално. Такој се тој. Па нема X примери да не ги наброју. Мајсторе, колку сакаш, абе, не сакам ти колку сакам ја. Јас сакам пуно да ми дадеш, ама не е тој ти пуно да ми дадеш пари, да се заврши како валја работа. И си се проширила сама работа, те по Скопје, почти по луѓи, истекну пријатели. Работеше низ цело Македонија и идеш ван? У Македонија, да. Да. Куде викне потреба, сама работа се потреби, тако една еднога заврши па друг. Кажи и тако дале. Има работа, нема сега... се пожалимо. Само здравје, нека има работа. Ајде време сега да ги прокоментираме. Сега, ја у Куманово, да ви кажам право, не знам некој да има волко плоче, ти ќе ме демантираш. Дали познаваш некој од другога кој чува волко плоче или... Па, слушај, да не кажу само ја и никој друг не е такој, али не сум запознаен некој да има тој. Може да има, и нека има. Имам пуно, ово е само еден фрагмент од овие плочи што ги ја тој донесе чисто да се види. Овој се чува со смерак и на сваку плочу се пишува месец, година, каде чисто да ме подсети. И свака функционира. Ја тој ден денес ке слушам. Еве сега ќе почнеме од големо балканско звезду. Први 6.75 чувена песма Звао сам ја Емили. Здравко Чолич. Еве камера. Здравко и ден денес е легенда. И ден денес па беше лани на концерт у Скопје со жено идемо, гледамо тој. Стварно човек. Убаво. Еве ја ќе ти кажа едну анегдоту. Јас сум бија дете 14 години, 82 годину. Не, пардон. 15 години, 81 ли. И идемо тамо на нарадна акција у Сараево. И тоа. На Илиджу ни беше сместено овој. И улазамо на капију, оно Здравко Чолич, песма. Каде оќе. Да. Значи, још тега, пред 40 години Здравко е бија легенда. Ја памту сето зате, он каде би амбасадори, па после сам кад почна певе првото и го имам лонплей, овој сингл кој од njega Она спава. Прва као синглка плоча, 74-то каде сам почнаа. Демис Русос те го лонплека. Ово е еден цеци ми го даде од Црвени корали, многу во инструменталки и ова исто од Црвени корали. 65-ту година е овај плоча, да, 65-ту, и овој функционира. А кога ќе дојдат другари, пријатели, пушту тој, па на синови другари кога ќе дојдат па им пушту некои плочи, па им убаво и тако. Али интересно, Здравко немало песма кој njega немало Не, па еве како што со Одабо рецимо пример. Да. Од мое да кажу време и филмови сам ли и значки имам и плоче, свако го фактички имам. Музика. Имаш и грамофон дома, не? Како не? И пушеш ли ги некад? Обавезно. Пак ќе дојде пријатели, свато и што еднам па им пушту да послушав, вика, ово е лепота. Убаво. Ете го прво од Демис Русос, ако сакаш да го... Чекај, овие да ги покажемо. Плава звезда, тој време свира и да плаче. Плава звездата, од куде беше група? Хрватска. Еве да го покажемо. Плава звезда. Многу убави музика, тој со шлагерски музике и... Евергрин малко или? Боли? Евергрин или... Па, и да, како евергрини. Има и такви, и евергрини, има и кои препоени, кои овако, онако, и тако е. Тега од Демис Русос може да го покажеш линплей. Ја мислам да ги несеш ти овие плоче на аукција, можеш големи пари да земеш. Ја тој не би продаваја. Ни за едну цена, никако. Не би, што да не би продаваја. Богатство, да. Лично мене не ме обседнало нешто да кажу да продам овој плоче. Еве, дека сега овој. Хеви метал, Хеви метал. Да. И од друга страна може да завртиш. Кажи ми, у тој период, ти кад си искачаја, слушало се од бивши ју простори, Риблја чорба, Азра, Беле во казалиште? Све се тој слушало и е било у подем, па тој време, после војско, па ќе ga нагласу тој, па и Гранки. Пример, ја од каде сам од Евановци. Што и да се работи после 7 сат, 8, Боро на вечер, и Гранка. Таму у Тавановци? Да, и Гранке. Па тој ќе престојуваме што престојуваме, па ќе идемо таму у 40, што еден друг да еднога роѓака, имаше он колата го тој време, ајде с кола ќе идемо, па дошле девојки од страну и слично, стварно су биле, па ќе однесоја плочеве кои што ги има овие синглки, па од Назарет, од Статус Кво, од сви тие тагашни времиња. Тој од Брајан Адамс. Еве сега шмекер Брајан Адамс. Да. Тој бесме на концерт сега, гледамо го и тој ми посебно некако кеф направи негови песме
свака Баш музика... оно за душа ги... Да. Јас што да ти кажу? Каже игранки у Куманово, куде си ише? У Гранке, у хотел Куманово, па имаше овој куде Сума што е. Добро, доле. Доле, али не, старини објекти што бесва. Аха. Стари објекти бесва тоа. Там ќе се одржува, па покони Шајтан, па ќе свири в наши. Па ќе доваѓаш, имам го тој синглку од Златка Пејаковиќа, доваѓа у Соколану. Па лично он ми се подпиша на њума. Имам го тоја плочу. Тоа е од Рейнбол, ништо. Таа е купена после војска, 81 мислам дека е тој. Така пишува од Рейнбол. Убава музика. У Соколану ише се игранки. Боли? У Соколану биели се игранки. Како не, па ти века и Соколана игранке, па у хотел Кумано, па у хотел Кристал доле у Подрум. Па не викај дека и куде гимназија мало, Куде куде гимназија, па не знам дали внутра у салу збору за крај на 70 години или... А баш за тамо, овие ги знам там за гимназиум, не ми беше текнујата тамо. Али овие други свуде, викам у Соколану, и певачи кои се доваѓали и све. Кои групи у Куманово су тој време биле актуелни? Свем глечери су биле, па после су биле овие некоја група, викам Лева патика, дали Да, имаше. Па види, они се провива с хит Неправда. Кој свирео Лева патику? Изпозабравија се ми, многу одамна било, значи... Шетан куде свирее? Не у Леву патику свире. Они свире со овакој ван светој. Леке мисло тамо овако. Да. Али они праве са некои свирке, викам покојни Шајтан, Цоби именјак мој на гитара он свиреше. Такој дружба, па покојни Тони Тошкиќ, ако го знаеш, онлайн се помина. Да, онлайн беше простор по музичко и онлайн се помина. Овој те од Deep Purple најубави хитови. Овој што беше на концерт сега, песна врз песма, кој ќе... Што ти ќе ми кажеш кој ќе би правија твоју некој анализу, пошто си многу преслушае песме. Но и данас ќе те слушам. Deep Purple, AC/DC, Rolling Stones, како би го ти направија лествицу на... Сви се први. Све уводе, али некој лествицу, ако мислимо као група, Добро. Као група, па има ги пуно, слушај, Rolling Stones, стварно не можеш некако да ги издвоиш. Rolling Stones има хитови. А кажи ми, у Куманово тој време, кога си искачае, дали само таква музика се е слушала или... Само таква. Актуелна е била много? Да, актуелна е била. Еве го, да кажем, моја група од моје време, песма моја, She's Gone, и сам си научија јазик кроз саму музику, кроз сам интерес мој. И тај ми е плоча посебно некако драга. Да. Враќам у тој време уназад убави работи. А тој се е слушало. Па домачи исто, што ги ти кажа. Па еве ти ги рецимо овде на синглку Стаклено звоно. Данашти тој не знае, али таа е била тај музика. Па Проарте, па Индекси. Индекси, ја Милон Плејки од нима. Да, Даворин Поповиќ чуе. Даворин Поповиќ, он млад умре исто. Незаборавни хитови. И Кемал Монтено. Кемал Монтено, како не, да. Се ти да раскажеш едну анекдоту, купија си плочу од Бони М. Да. И доваѓаш у Куманово, луѓе навалиле да купујат, ама нема го плоча. Тој беше овако, сега ти кажам. Пошто у тој време, кога се има ќарска работа, после кола, едно друго, у Скопје отиду и данас постои Југотон продавница у Трговски. Така е. Постои и данас Југотон. Пуно пут, ствари кад треба, за да се информира за нешто, карту некој да извадиш и слично, отиде тамо, када виду Бони М дупли албум. Одма да го земе. Али чека да кажемо сега, у тој време плочи су биле, вика, многу биле скупи. Кога се купувале. Да. Не су биле ефтини. Не су биле ефтини, напротив. Плоча као плоча тагашња, пара е вредела, слушај, и имала е цену тагашња плоча, сингл, лонплейка, било што да е. И кад го ја купи тој лонплейку, односно дупли албумот Бони М, има го и тоја, дојде у Куманово и у Мому. Така е било тако, и ќе дојде путник, и се кој е продавач, и му понуди, имамо тој плочу, тој. Кад ќе дојде за 20 на дана. И тој се е чекало да се купи плоча. Ја кад го однесе доле у Мому, тоше да работеше у Мому, и он го пушти, дожи бе, плоча ти наредени, па гледаш кој да го купиш и све тие работи. Куде не идева луѓе, мислим, омладина,
млади, така дека се нагрнава. Еј, Тоша, бе, Бонием го има, да. Дај вика ја да зему, дај ја да зему. Па нямам, вика, една е. Како бе една? Па ја, вика, дечко го донесе, вика, куде си го бе, вика, му Скопје, у Југотон. И знаеш, беше стварно обседнатост, не само Бонием, тој се потрефи такој. И стварно си беше такој. После дојдева, ама ја го, да не кажу прв, па можда и прв го купи. Прв го купи. Значи, да дојдеш до нешто треба да сакаш у живот све нешто. И јас си ги сви убави работи у живот сакам. И дружбе, и паќе се Како викав, мали работи га прави човека среќнега. Среќнега и мали работи се увек големи. Така е. Мали работи се увек. Тачно, мало нешто кад ќе направиш, било што да е мал потез да му помогнеш на човека, тој ти испуни. Па еве ти пример ќе ти кажу за мало нешто. Виж, може да збориме еден ноќ, па не може све да кажеме. Куде именјако од војска отидоеме со сина, поголемога да на свадба он сина жени. Што да купимо? Купимо едну лампу такој на монтажу и однесемо тамо поклон, па се потрефи и снашка, што и она се слободанка, вика. Знаеш, тоа е било доживеј, 10-15 души. И за мал поклон беше поента. И ја меракме. Мене ме све нешто мерак што е убав живот. И ја го отварам лампу, дај синицу, упалимо го. Ја викам на снашко на именјака мојага слободанка, реков поклон, а стоимо свите туја. Гости, сватовинини. Поклон е рекол мали, можда мали, але рекол од срца. И она се разпакаштови колку маноци ражулјеви. Оригинални да било. И мене напуни тој. Каже, чика, слобо, могу да вас полюбам. Може, рекол, и тоа е било доживљај. И нима не им беше важен поклон. Пажња. И ми сме другари и дан данаске, и тоа е било незаменливо, неповторливо. Тоа стануе на човека у срце, у мозак, у памет. Видиш? Ете, тоа е тој као викао мал. Па ти му однеси некој голем поклон и овој ресторан му да кажемо, ако не му даеш со скеф, као што си е. Каде ми сега, ти си бија на многу концерти. Да, и у Софија, и у Београд. Да. Какъв е доживеј кога ќе отидеш, например, на еден концерт, да кажемо на збору хипотетички на Ролинг Стоунс и пун стадион? Еве зашто конкретно, што ме понесе? Самата атмосфера, значи ја тежи тој да го доживу, па не може да ти кажу зборови како се осеќам. Не може да ти зборови кажу како се осеќам. Еве стадион га спомна пример, 2009, 10 јули, доваѓа Карлос Сантана. Пун стадион. Тоа е, значи, како кориде кад прави пошпеање или нека јака утакмица. А некој другар ме видеа дека сам тамо и ми врти. Вика, мајсторе, ќе дојдеш и на концерт. Па викам, јас сам на концерт. Па и јас сам, ти се правиш важен. Вика, куде си, знаеш? А он негде си тамо да ми заврти. И беше концерт фантастичен. Значи, доживљај, испуните, не знам кои зборови да ги употребам. Стварно не може да ги најдам. А слушаш и народна музику, овие стари? Слушам. Да. Па стару, добро народну музику од тој време, да ја кажу, пример, Шабан Шаулиќ покојни. У војску кад отиде, искочива песме, дојде да остаримо заедно, позно бите меѓу 1000 жена и ред други хитови, Маринко Роквиќ, па Хим за половина. Ако сам сега рокер од тој време што сакам тој музику, али и добру народну музику преферирам, што стварно има зборови, Тома Здравковиќ, а кад ќе да сме на море, татко ми кад не водеше, абе дете, викам ти, слушаја сам, ама не сам го суштину сваќаја. Али Тома Здравковиќ остана најлюкатан певач кој све с душу појаја. Па тоа е што го збору. Значи, од унутра тој скача од njega. И тие песме 40 години не губив. Как и 4 више тој нема ни да изгуби. Ја за музику, значи генерално зборено, нон-стоп слушам. Јас с музику си легну, с музику стану. Прво станеш дран, ќе штракну телевизор и имам едни тамо станице поиски, некои све најдобри хитови давам. Може да мислиш, бале, станеш и ќе пострекнете некоја песма добра, Скот Маккензи, Сан Франциско, Ролинг Стоунс и Енџи, Енималс и Куќа излезечих сунце и тако далje. Много добри песме. Тому здраво ќе го зазборимо. Кога ќе седимо друштво. Ја много сакам дружење и стално се дружимо. Континуирано. Зимуска, летоска надвор на седенке. И кога ќе конкретно за Тому Здравковиќ, кога ќе каже некој, ајде кажи ти песму. И мене ќе ми текне Тома Здравковиќа Испод палме.
Ispod Palme, na obali na mora. obali mora. I tako tako je. dalje. I red drugi. Pa onda od Himzu polovinu u lijepom starom gradu, Višegradu. Znači, mnogo ima. Malko da kažeš, ali mnogo da te razbere čovjek. Pa ja koliko put, kad dojde mladi nekoj deca iz bilo koji razlog kod je mene tamo selo, primjer, do Vadja Vednio, tamo neko je skopsko selo, sabiram neku donaciju za crkvu i za muziku se zborimo i oni mladi deca, kako moji sinovi, a me vika, Nikola, gledaš i vika, Čičko, što sluša me vika. I ja vikam, vodite vam smjene. Dojde u sobu, ja na gramofon, kad će im pušti neko od ovija stari hitovi. Oni samo poglednu, lele vika, što sluša me nije vika, gledaj be što se sluša vika, gledaj što se sluša vika. Ja mislim da napraviš ti jednu postavku u Dom na kulturu, da ги izložiš svi ovие плоче, Može. дека mnogo imaš posjetitelja. Pa vidi, što vika, znači za sve treba i savjeti da se ne je sporno to, ja sam uvek za ubovi takve ravote, da kažemo ki gi naredu ploče, single, telomplejke, slike, nešto, primjer zboru, ne je problem to u svako vreme, samo neko da mi kaže što ke treba da gi naredimo, da vidi to. A sigurno ke saka neko. Evo kad idemo u Beograd na Vajčnek, na Skorpion si, od Makedoniju puno ljudi. I tamo otide i on gledam ploče da kupuje i ja vikam, pa ja go imam ovoj ploči. Od kude be, vika? Vikam, long time ago, много длго време, много прошло, викам, а тој. Где беше то, на Маракану ли беше? Скорпион си. Да. Скорпион си бесва у арену. А, у Белградску арену. Белградску арену, Комбак арена. Знаеш колко са били далеко они од мене? Еве како ја ти се седемо, на 5 метра до мене. Тај певач стварно каде ги почна тие хитови од Скорпион си и сам стварно сака и ги гледам и па би ги гледае. Тоа е непоновлив доживеј, не ми е, ништо не е досадно. Пред мене да отпое хитови Wind of Change, што ја знам, I Still Loving You, сви тие добри работи. Чека, не ги спомнamo, Битлси да ги спомнamo. Битлси ќе ги спомнимо и нима. Они су исто ја како дете. Много били актуелни. И има и ден данас, тај што те викам стара музика на телевизор, тие станици што ги има 2-3, кад се задава од Битлси, од сви тие, па Џон Ленон сам, кад ја појаја хитови, не заборави, па кад ти прикажем нини концерти, по Ливерпул, по Америку, народ пада у транс. Полиция интервенира. Битлси, стварно се Битлси, нема што. Еве ги овие легендарни, да ги покажемо, Ролинг Стоунси. Плоча Ролинг Стоунси, извади го, саш могу тај бело од Чиле ми го донесе еден пријател. Од Чиле? Од Чиле, од таму го он донесе еден. Да види интересантно, прозирна плоча, виж, самата плоча е некако... Колко е? 45 години стара? Сигурно то 40 години. Па ја значи од 74-то слушам колку со тој 46 години. Така е. Плюс минус години. И виж интересантно е што овај плоча ми мене чудно. Кажеш може го свиткаш, ништо не е. Виж. Да, неверојатно. Да, па гледни. Кој ти го купија од Чиле? Другар ли некој? Па беше го донесе еден ден, беше полицаец Миле у пензија сега одамно тој беќарско време и такој дојде у мои руки тој плоч. А еве го прва, ево Денис Русос тамо, тоа е прво значи што сам купија. Денис Русос легенда. Да, легенда, тоа е прва голема плоча ломплека, 74-та е купена 4 месец април. И стварно има фантастични хитови тоја. Velvet's Morning, Goodbye My Love, Goodbye, When Am I Kid, kad sam bio dečak, znači... Rebeka, mnogo dobri stvari. Čuvena pesma, hitovi, da. Forever and Ever, tu se pišuje sam naslov, 2 zbora mnogo možda znači. Mnogo dobri. Ето го тој од Uriah Heep албум. Еднук има možda добру песму у некоју плочу, било кој да е, али ја го куп. Али денеска се собе слуша овие млади генерации рап. Рап. Абе, ниједну музику не гирам, садам. Не може да ме подстрекне таква музика. Тако е. Не може да ме подстрекне. Нешто го јас слушам овој музику, него еве и млади кои стварно знаеат што е добра музика, ќе се одушеви. Тоа е од Абу албумче, отвори го у средину. Чувена група Аба. Убаво слико има у средину. Чека да извадимо. Само го отвори на овој. Така, отвори. У средину убава слика. Много фина слика као слика, знаеш, од тој време. Фини работе, добра група е била, не добра, супер група, и филмови, и слики, што имам, значко имам од нима, све што е било даба.
Па еве на пример на тие што сам ги привија некои работи слика од Абу и такво. Инспирирате нешто. Еве, на пример, ја лично сакам да слушам джез музику. Ти И тоа е окей. Слушам што интересантен е джез. Интересантен е, да. Па видиш, имаш фини музика с такво нешто што не мора да значи да е поп музика, рок музика, пример. Покојни Џо Кокер. Да. Што е свирија? Он не е свирија балади и слично, али интересантно му беше самата музика. И он доаѓа од Скопје и njega го гледам. Рей Чарлс е бие тоа. Рей Чарлс, абе стари од 59-ту. Ти рачунај колко е тој? 60 години. Добро, ако збориме за джез, Бени Гудман е бие исто многу добар. Да, Своје време. има ги икс, има, да, Бени Гудман. Да. Сви тие работи, не мора да е джез, Бене Кинг, Stand By Me, тоа се ти песма од 56-то, 9-то тамо годину. Значи, ја не сам фактички ни бија роден тај. Али, виж колку време тој трае. Виж колку време тој трае. И не губи. Не губи. Јас све нешто кога ќе чую, у моментот ми текне за све нешто. Например, слушам тој добро нешто и да кажемо од Канзас, Dust in the Wind. Песак у ветар ќе го пушти. И кога ќе искочи која година е, викам, сак смо 20 години од век и уназад 24 години. Па тој не е малку бе, пола век, бе, човече, 50 години е период за некои работи. За некои работи. И тој да трае и нема да викаш, проидеа да го излава. Не. Evergreen. Ever. Увек грин зелено. Значи, како некој зим зелено дрво. Како некој зим зелено дрво. Оно си е стално зелено. Али у време на Југославија имало е многу ценети фестивали, еве, Да. Опатија. Фестивал многу јак. Југославија спомнаа го Опатија. Опатија пак од тој ќе се идеше на Евровизију. Кој беше? Баш Здравко кажува 72-го он победија, па бија на Евровизију. Да. Иксто ги има такви. Опатија, ваш лагер сезоне, Загребачки фестивал. Здравко Чоли што е појаја, живиш у облација мала. Па Београдско пролеće, и Плоче, све од тој чувам. Па и на Косово имаше Акорди Косова. Таму И у имаше Скопје имаше. Скопје, таму да кажемо 78 година, така. Скопје 78. И ке пое Цветанка Ласкова и покојниот Кузунов, Драган Мијалковски, кажи нешто Драга. Икс песме што ги има. Тоа е било стварно музика и не знаеш што да преслушаш. Ваш лагер га кажа, значи пуно фестивали. Али у Куманово ми сме имале многу певача кој денеска не е активен, Никола Давидовски Коле. Добро. Наш чувени певач, он е Земјо Мило испојаја песму, чуле сте за njega? Да. Исто и он е легенда. Па еве сега Маргица Антевска и тако имамо и ми у Куманово. Па скоро имаше една емисија за Маргица Антевска, некои песмички од поја, не знам што повод беше, едноставно од њува, знаеш, убави песме. Знаеш, не само Маргица и сви некои прави неку музику да биде приступашна за слушање. Ево е добро исто од Назарет, Ломплейка, Great Hits, големи хитови. Али ја од тој Назарет група може да го издвоju, пошто го имам и сингл кој дека Love Hurts, љубов боли или болна љубов, како сакаш ga преведи. На игранке ме обавезно подсети. Тоа е песма од 75-ту, 6-ту, тамо 7-ту годину. На игранке се е многу такво свирело што ги вика народ, уствари сентишки. Или комано си да ни кажеш, пошто ти си имаја еден од ретки луѓе у тој време, ретки. Имале се други грамофон, кога ќе земеш плочу, викнеш ги другари и дома пуштате. Па не само тој. Било која плоча и ќе се собереме другари, многу ги имаше тргашни такви дружби. Ајде ќе дојдеме каде мене, или каде тебе, или каде друга другара, и ја ќе ги земувам плейке, сингл, и касета, и тој чувам. Се функционира тој каде мене. Касета и кастофонија, све тој работи. Ајде ќе слушаме сега, па едну песму, ќе го слушаме по икс пута. Збору за едну песму, увек ми текне нешто што е фионере, пример ќе ти кажу. Устан, фарбам прозори. Зашто га не гласуи? И тъй изкочи од Сплит, 76-то, 7-то, 8-то тој година, Сплитски фестивал не ја спомнам. Много добар фестивал беше. Оливер Драгој Пуне, Мери Цетинич, Само симпатија. И го ставу плочу на грамофон, он имаше тој автоматски си га има, знаеш, сам да го спушти, сам да го оноди плочу да го активира. Мери Цетинич по 10 пут ќе отсвири. Јас си фарбам, работу си, она си свири и мислу дека сама работа си иде. И не само тај. Много други песни. Синглка, наредиш по 5-6, по 10 плочи, грамофон си свири, ти си работиш.
убав доживљај. Еве како што е сега конкретно овакво нешто во со ретки работе, за доживљај, што сакам да кажу, пред 3 години веќе биднасва, Јан Гилан од Deep Purple у Скопје, 22 новембар, доваѓа со филхармонију, све, пошто он сам беше тега, а после доваѓа Deep Purple у Софију, па сега каде сме овај, прошлу година. И другари од Кумано, пуно. Чале од овој Ганги автоелектричар, али се по халу се распрскамо, да кажу, и утекна концерт. Млади деца, како мои сини помлади, и тапши ме по рамо еден и вика, ја па викам да не му сметам. Извини, вика, може ли да те частиме пиво? Ја погледна да викам, чудно ми не, зашто да ме частите пиво? Необично, не ги познам, а после се упознамо еден од Кочан и еден од Крушево и на едного од нив девојка. Зашто да ме частите пиво? А вика, цело време те гледаме, уживаш музика, човек на тие години, вика, а што ти уживаш, ние уживаме. Јас се насмеја, ајде викам пиво, знаеш, частива, па мала конверзација, муабет, па на тоа правимо си муабет. И ја им кажу, знаеш, дека имам синови колку вас и постари од вас и све, али викам, имам увек наступам такој у мој оригинал. Има го една песма од Alphaville, германска група Forever Young, за увек млад. Викам, јас сум Forever Young, за увек млад, викам унутре у душу, знаеш, они се насмејава и беше стварно неверојатен доживљај. И стварно Чето што доживљај. не го донесемо дека грамофон, ама другу прилику. Другу прилику пак ќе одиме, Да ги покажемо овие што кој Мишо Ковач. еве тоа е исто од 79-ту годину. Па ова е интересантно, ово е Джингис Канов, де што има. Еве ти ги Dire Straits, што ги ти сакаше као пример. Да, Dire Straits има. Сега, ајде, Убаво, дали сам носи. ја управо или не сум управо за Не, Dire не, не, Straits? Dire Straits се фантастични. Свака група, свак музичар поединац. Паќате го, само да засвири еден пат со жицу, на инструмент. Јас знам која песма ќе пое. Јас знам која. Ако збориме се да свири таму нешто, ја ќе знам која е песма, која Да. музика. Еве ти го Джанис Джоплин. Добро, само Добра певајца, има икс туја такви Еве го, овој. од тој време многу овој работи. за пример пријатка да споменемо Стиви Вондер. Да. Све се тоа легенда, Легенда, што и да кажеш, сувишно е, сва се легенде. Еве го Мишо Ковач, што да Се кажем. најдобри хитови. Све најдобри. Ношти дира, косе Црне, црне, да. без растенка сузе, Нема. остала си увек иста. Не надмашиво. И покојни Тоше Превички што од појае, Да. тоа е. Сама песма ќе те врати уназад колку ти треба, колку сакаш, ќе те подреди на тој место у тој време каде си бил. Значи, фино успомена. Да. Убава работа. Ево да го покажеме Джингис Хан. Джингис Хан. Чувени Джингис Хан. Джингис Кан, баш со Джингис Кан убави песми. Тоа е германска група исто. Има многу такви од тој време кои да се еве ти ги Тин Лизи, па све има нешто. Еве Да. Тин Лизи, тој време, тој Джеф Линли беше Джеф Бек. Тоа време е било Југотон и РТВ. Имаше ТГП и РТВ. Да, и Дискос. Дискус. Да. Да. Александров мислиш ни била, или Радјеловец, Дискос, да. Тие била РТВ. И малку имаше рота за радио телевизија Загреб у тој време. И сега, чисто би те прашајаво кој твое едно листо кога би правија на најомилене групи и певачи, кој би го составиете? Групе, па да викам, че ги составу нормално. На прво место, на второ, на треќо. На прво. Па кој ја да го кажу, свака ќе е прво, али некој да се почне од некој почеток. Битла си доваѓа туја. Deep Purple, Uriah Heep, све се тој фантастични групи. Знаеш, треба да стенеш, мислим да направиш некој ред па да кажеш тај ти некако прва и слично. Black А Sabbath. од овие бивши ју простори? Бивши простори нормално, не заменија Бело дугме. Бело дугме, да. Тоа се ипак, ја имам го теј прв албум 70 и Горан Бреговиќ, Жејко Бебек. да. Песме фантастични од тој јас имала Љубила Босанца Босанца. и ред други Селма, па ондака
Сањао сам ноќес да те немам, све со тој песме непоновливи. И држи си до своje, не су ни ослабналени, него си терави дале тој, значи пуно период. Пола век. Али ми овдека имамо едну групу која ете на некој начин успеа да се наметне Лепи Сол. Лепи Сол беше и на нима. Наш Кумановец Бодан, Владко Стефановски. Владко Стефановски на концерт беше кад бесмо сега на Брайан Адамс и он се потрефи, па се сликамо и с njega. Ајде викам стари рокери да се сликамо, па ми сме викав мисли стари рокери. Да, викам као рокери стари, ама у душу млади. Тако е вика и се сликамо и с njega на телефони има. Убаво успомена, знаеш, има што да се каже. Ја па јутре да седнеме и овде и другде и с било кога, па ќе го кажу тој на тој начин с голем жар, с уживанцiju. Богатство е овакво нешто. Тоа кад се музики опитани. А богатство ќе биде и да се врати на некој начин тие игранки у Куманово. Мислам, немамо игранке. И стари овој годин имаше препут игранка, после толкова време. Зоран Глусац го организира Зубар. Да. И треба да живи таа традиција. Како не бе, традиција е многу го работа у све нешто. Денеска млади слушав музику само на компјутер, а музика треба да се слуша у друштво, така ли? Да, у друштво и да свири некој, тоа е доживе. Да. Па ми спомнате друштво како тинејџери од тој време, средњошколци. Ки идемо да кажем на екскурзија негде. И сак по неа, да кажем еден твој менјак, Маријан, гитару, обична гитара. Он ќе почне и ми покрај него, он пое, доживуваме гитара. Или ќе треба да има некоја екскурзија тој блиско, а оно надвор ситна киша врне, не може. И куде ќе идемо? Ајде куде мене ќе изземемо плочи и ќе отидемо куде Синишу. Друштво, другари, ќе се дружимо, ќе се слуша музика. Многу добри моменти. Многу добри. Данешен свет млад, тој чисто... Али цобе, денешен свет млад, с изузеци, сака да седи на телефони, на компјутери, нема спортување, нема слабо дружење. Тоа е на некој начин проблем за општество. Па да знаеш, синоќка случајно таква емисија на една телевизија, баш конкретно за сам, генерално за сам живот, а све спада тој. Вика, уназад работе и сегашни. И го слушам фино, вика, у некада, вика, тој време, и за музику, и за све нешто, за компјутер, за дружбу меѓу луѓе. Некад и сад каже, 1-0 за некад. Викам, што збори овој? Па збори нешто друго. Па за сам живот на овој универзум. Па имаше еден, сними ga малко тамо с браду, некој си, не га знам што е, од теа источњашки простори, али многу паметен човек. И кажуе дека све се решава с диалог. Па кажуе млади денеска за компјутери, што како тој што да ти спомна, па некаде са 2-0 за некад. И мене ми бена јасно што сака да каже, значи времења како су биле. Не да го негираме се. Тоа е тој. Тоа е тој сегашно време. Технологија иде напред, да. Па тој сака да каже. Па како се некој работи нешто е по около храна, около, значи све во живот карикирано едно с друго и многу паметно човек збори. Многу паметно. Па запишамо некој тамо негови перформанси, да го најдемо на компјутер да види што сака да, ја знам што сака да каже, али да погледа и некој друг да види, да научи нешто. Али ако сака, и ако не че џабе, не може да го Ви работите тешко работу, лемарска работа тешка. Да, објективно. Треба да имате некој посебен начин на искрено. Или немате толку ритуали? Кад се работи за искрено, од мене ќе почне. Па, еште кад сам ишел на занат, кад се бајле, моја мајка, да го прости, кад ќе ми разбудеш више си, па се бајле, прво доручак. Тој е мој терк. Доручак од дома, глада не искачам. Леплике, чај, млеко, ово, оно и тако да ја глада не искачам. Работу, и ден денеска тој да практикуј. И ден денеска тој да практикуј. Тој е мој начин на исраду, што и да изеду, дека тој потрошил кроз принцип на работа. Качи се, скини се, трчање, обавезе, нагоре, надоле. Не ми е тешко. Не ми е тешко мене. Покрет. И конзумирам све фактички од храна. Значи не сам манџија што викав кумановци. Јана што ќе ручемо? Што направиш што ќе једу? Што направиш што ќе једу? Да не сам гладен. А и на занат кад сам ишел. И чака мога мајстор ќе донесе денега, пладне фати, прегладнеш. Гладен си само на око. Воду пинеш, сали да обстанеш. И јутрото да останало лепче, тврдо и слично, јас све те изједу. Значи не сам бија некој специфичен за било што да е. Тоа е мој начин на искрено, континуирано. Бар ја тако преферирам сега. Сега при сам крај,
следејќи твои активности, на кој концерт идеш? Сега имamo на 19 февруар Gypsy Kings у Београд, да не идеш? Па, ако, мислим, нека обавеза со овие другари што се дружимо, ја и ради првенствено нормално ради музика и друштво е многу добро од тип луѓе што су те баш и професор по музичко АЦ. Много се спријателиме со нима. Ако иде во ник иде, зашто да не? Убаво е тој. Еве те викам де Purple бесма, вој гледа ги, ама па ќе ги гледам. Па тој има, ако сакав, не сме се чуле, ќе идемо, не е спорно. Па се тамо доаѓа в Кис, Мартли, не знам кај ќе бидне, па тамо у јуни 5 ми се чини дека е овие Red Hot Chili Peppers и некои други. Он ме прашuje, викам, бе, која карта за тебе, тај за мене, викам. Да идемо да се дружимо. Напред. Собе, фала што гостувавте, мислам да кажемо некои работи. Овие плочи треба да ги коментираме уште 10 дана. Овој се, значи, само еден мал дел, а имате ви уште 1000 дома. Па здравје, другу прилику ќе донесеме и грамофон, па чисто една-две, некој да слушне ќе се едно и ќе направиме па и емисии се убава дружба. Увек сам за овакво нешто. У свако време, на свако место. Да ги на другари викам, куде и да сам само кажете, доваѓамо, правиме се денку, да се дружиме, да слушаме музику. Па нема ке виду, па нема лагање. Напред. Дружба е најголемо богатство. Да, 5 минута, што се го и печење да имаме пред нас, џабите ако немаме добар мовет, ја не гледам да биде егоиста, ја да имам ти да немаш и ред други работи, дружба, било кој да е. Фала ти уште пуда. Фала и на вас. Толку за денеска, поздрав од ресторан Ексклузив и се најболje.